Православните верници денес го прославуваат големиот христијански празник Божик, денот на раѓањето на Исус Христос. Чествувањата започнаа утрово во храмовите на Македонската православна црква низ земјава, каде во чест на празникот се одржуваат свети божикни литургии. Традиционално централната прослава во Полошко е во црквата Пресвета Богородица во Гостивар, која и годинава собра илјадници верници на заедничка радост за денот на Христовото раѓање. Со светата литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужители од Гостиварското архиерејско наместништво. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Будете по радости, повесели, честит празник! Литургијата заврши со причестување на верниците, меѓу кои имаше и многу дечиња. Чествувањето на првиот ден од Божик во Гостивар се заокружи со заедничка трпеза во дворот на црквата, подготвена од овогодинешните кумови, а благословена од владиката. Рождество Твое, Христе Боже наш, носија мирови свет разума. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Господи се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот светок, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Според новиот завет во Библијата, Исус се родил во Витлеем, каде неговите родители Марија и Јосиф дошле од Назарет за попис на населението, што било задолжително во тоа време во Римското царство заради плаќање на даноци. Марија и Јосиф кон Витлеем оделе со мало сиво магаре. По долгиот тежок пат, преспивајќи по карпести предели, пристигнале во градот кој бил преполн, па не можеле да најдат место за спиење. Еден гостилничар се сожалил на трудната жена и им ја дал за ноќевање шталата со добиток. Во тој простор во овчарската пештера, Богородица го родила Исус Христос и го положила во јаслите. Традициите налагаат Божик да се празнува во кругот на семејството, во топла и светла атмосфера, каква што Марија и Јосиф создале во пештерата, каде што се родил Исус. Со централна прослава во Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово вчера попладне започна чествувањето на предвесникот на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос, христијанскиот празник Бадник. Во присуство на голем број верници и љубители на духовната музика, женскиот младенски хор Менада и детскиот хор Лале под диригентска палка на маестро доктор Ивица Зорич го одржаа традиционалниот божичен концерт. Во сослужение на свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф го изврши светиот чин на осветување на бадниковото дрво, пошто верниците осветените гранчиња од бадникот ги понесоа во своите домови за здравје, среќа и благодет на нивните семејства. Sombra
Спаси наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй не. Честит бадник и благословен бадник, порадосни, повеселе се гледаме во храмот. За многу години на тие празник. Празнувањето на Бадник продолжи во црковниот двор, каде што беше запален коледарскиот оган. Бадник е семеен празник и се одбележува во домовите и во црквите. Јас сум Лидија Цвитановиќ Илиевска, иначе се наоѓам во црквата Свети Кирил и Методи. Од овде сум по потекло, фактички сум пораснала оваа црква и ова мало и сега го славимо денот Бадник, кој е таков празник што сите го славиме за Христовото раѓање и правиме адети, обичаи наши православни, со тоа што правиме постни сарми, гравчиња, тикви и така натаму, колачи и се веселиме, пееме, свириме, играме и со хорска музика, еве во црква свечено наступаше хорот од Ивица Зорич црковниот и многу убаво испеја и ние сме воодушевени од тие светли, убави зборови на црковниот хор. За сите верници во дворот на соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово имаше греана ракија и топол чај. Бадник вчера се одбележа и според народните обичаи. Во неколку тетовски маала и села се одржаа традиционалните дружења покрај бадникарските огнови и постна празнична трпеза. Кај децата и младите, карактеристика беше забавата под маски. Да славим. Традицијата да продолжи да Така, вие некој коментар, господи? Традицијата секојак треба да се почитува. Значи да се остави нешто на младите. Нема што да се замери, тука во Тетово го празнуваме, одлично. Така, како го празнувате вие? Во што сте маскиран? Па, јас сум маскиран во Хитлер, брат па дете. Од каде инспирацијата за оваа маска? Па, од фашизмот пред половина век, не, скоро толку пред 70 години. Зошто баш тоа выбравте? Па, ме фасцинира многу Хитлер. Супер, одлично. Да. Од каде сте? Од во Скопје живеам, али од Тетово сум роден. Така, тука доаѓате за Бадник, така? Да, доаѓаме секоја година да опразнуваме. Да. Како го гледате овој празник од година во година? Се омасовува или? Да, мислам дека се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат да прославуваат. Дека сум слушнал дека имали награди.
начин на празнување на Баго? Прекрасно. Каде сте вие? Од овде, од Тетово, да. Да излегувате нови патникарски маски мал? Не, секогаш излегувам. Што ве фасцинира, зошто ве мотивира да излезете? Што ви се допаѓа на вакви начин? Па, со друштво, гледаме маски. Да, сум минимал, затоа што, да. Свите се облечени како костури и нешто, јас сум само мини, затоа што сум најголемо дете. И, да, интересно е, само што малку ладно па смрзнувам и така, ама интересно е. Во Дракула. Така, што те мотивираше во Дракула да бидеш? Па малку поразлично од другите и така. Така. Како ти се свиѓа ваквиот начин на празнување? Па интересно, секоја година исто. Мислам поинтересно и поинтересно. А дали се менува традицијата или односно дали Останува, мислам се од година на година. Останува, има повеќе народ од година во година? Да, се зголемува народ. Сметате дека треба малку да се промени да биде поорганизирано? Па доволно, ама може и повеќе. Ваквиот начин на празнување е традиционален начин кој што се одржува во нашиот град, но сепак сметам дека треба да земе размер од поголеми размери, пример како што е карневалот во Вечани, карневалот во Струмица и така натаму. Сметам дека е добар начин, дека сепак треба и општината да се погрижи за нас и да организира уште поголеми прослави во иднина, како и младите да имаат уште повеќе културни настани зад себе. Децата маскирани, одејќи по тетовските семејства од врата на врата во група од неколкумина, ја пееја познатата песна Бъдња баба, а за возврат од домаќинките добиваа пари, костени, ореви, јаболка и друго. Ево што спие, нека стане, нека не си колачиња, ако нема колачиња, нека даде паричиња, ако нема паричиња, нека даде бомбончиња. Хайде, замрите. До година весели, здрави и живи, пак да ми дадете. Хайде, изволите. Повели. Хайде, се среќаните. Во тетовските маала со бадникарски јогани со постна трпеза се чекаше Христовото раѓање. Нашите дани во денес достиги долговите наши, во што прочева ние нашите долгови и не уведува на искушение на зло. Наш Господи, се прази, Тебе кланя ти се Господи прави, и Тебе
Јас сум стар тетовец. Роден сум у црква кај капичикот према црквата. Порано било од црква се идело под куќа у куќа. Сега едни проповеда дека е ова пагански, дека е тоа православно, меѓутоа ова е дружење. Ова е многу убава работа што ја комшијава, ако не го видим 2 месеца ќе го видим овде. Ништо не гледам лошо у тоа. Дружење, песма, било по кој повод да има, денеска у оваа сиромаштија, беда, расправие, незгоде, сообраќајке, млади луѓе умира. И малце е ова. Секој месец дима ќе се собирамо. За ова ќе најдемо 200, 300, 500, ќе платимо. Вреди. За свите. И за млади, и за стари. Пејќи за вечниот Бог, деца од вратничката парохија вчера го најавија Христовото раѓање. За прв пат низ улиците на Беловиште, Вратница, Старосело и Рогачево ечеше традиционалната Бадникова песна. Коледарчињата најпрво се собраа во црквата Света Богородица во Тетовско Беловиште, каде парохискиот свештеник отец Перица Бојковски им се обрати и ги благослови. Се наоѓаме токму во најубавите моменти кога славијат целиот човечкиот род, па дури ангелите, го величаат доаѓањето на Богомладенецот наш Господ Исус Христос. Светата црква посебно во овие денови ги повикува сите луѓе на добра волја и да го градиме, да го чуваме мирот и достоинството во сите нас. Да бидеме исполнети со Божичјата радост и да учествуваме во јакнењето на духовното и на националното единство меѓу нашиот народ. Ја користам ова прилика да ги упатам искрени честитки и божична радост да ја почувствува сите срца, да се помолиме Богомладенецот наш Господ Исус Христос да ни дарува през се добро здравје, многу успеси, да ни дава сила, да поминеме низ овие искушенија, да имаме мир во нашите домови и среќни моменти во целиот живот. Мудреци од исток доаѓаат, даром да приде са до нас. Свет, пресвет Господи, мудреци од исток доаѓаат, даром да приде са до нас. Од црквата се упатија низ селото, посетувајќи го секој дом на Беловиште. Домаќините ги даруваа со сезонско овошје, а оставаа и пари во символичниот приказ на пештерата, каде што се родил Исус Христос. Господи, спаси христијаните, свет, свет, свет си пресвет Господ. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Позвемен од урана помисли, Јосиф намисли да ја отпушти. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Ночта пак во соно слушна глас, ангел Господов му проговори. Свет, свет. Со многу насмевки и звезди во рацете, символизирајќи ги небесните ангели, децата ја продолжија Бадниковата литија низ Вратница. Играјте, ангели веселете се, свет, свет, свет.
spasite i Gospod, dojde nam na Svetni, presvet Gospodi, spasite i Gospod, dojde nam na go preobrazi, Јас сум Александра Симовска. Ние од прошлата година на пролет оформивме на група, тоест веронаука, која се вика Веронаука Анастасија. И еве денес ние организиравме на поворка и ќе почнеме тука од Беловиште, па ќе се движиме во Вратница, Старесело и Рогачево и ни представува големо чест, токму ние учествуваме во оваа поворка. Поворката продолжи во Старосело. Децата тргна од црквата Свети Ѓорѓи. Свeci, presvet Gospodи, spasite i Gospod, dojde nam da go preobrazi. Sveci, presvet Gospodi. Ljude, radujte se, igrajte, angeli veselite se. Sveci, presvet Gospodi. Sveci, presvet Gospodi. Bezdušna riroda nastavno, celio se potrese pomnio. Sveci, presvet Gospodi. Јас сум Марко Јанчевски и ние оформивме оваа група која се вика Веронаука Анастасија и секоја година одиме по црквите и учиме нешто, пример морал, етика. А денеска ќе одиме по сите села и ќе ја пееме песната Вечниот Бог и јас сакам оваа традиција да продолжи. Со Вечниот Бог детските грла го најавија највеселиот празник во православието, Христовото раѓање Божич и во село Рогачево. Sveci, presvet Gospodi. Luđe, radujte se, igrajte, angeli veselite se. Sveci, presvet Gospodi. Približite me, Gospod tvoj, car od nasite i vladika. Presvet Gospodi, mudreci odišo dođat, darovi da prime sad dostojni. Sveci, presvet Gospodi. Sveci, presvet Gospodi. Hajde zemlja. Narod nasite i Gospod, dojde nam na go preobrazi. На овој начин беше возобновена традицијата на изведување на Вечниот Бог. Коледарчињата од Вратничката парохија го завршија нивното патување низ 4 села со мисла старата традиција да продолжи и до година. За да може општина Тетово да ги надмине инфраструктурните проблеми и да го подигне квалитетот на живот во градот, потребно е поранешните рурални општини повторно да функционираат како локални самоуправи. Ова во интервју за радио и телевизија КИС го предлага поранешниот пратеник Томислав Стојановски Бомбај. Интервјуто ќе го емитуваме на крајот на денешните регионални вести. Општината Шипковица, која што се укина пред повеќе години, меѓу другото беше формирана да може да го афирмира, да го обедини и да создаде услови за тој туризам на центарот на Шара во делот околу Попова шапка, каде што Шипковица, Лисец, Гајре и другите села ќе бидат она што би значело рурален селски туризам, каде што ќе има сместувачки капацитети кои што ќе треба се подржат со поволни услови, кредити и други привилегии за да таму се концентрирано, никаде нема сместувачки капацитети непосредно на скијачките терени. Секаде се тие малку понасрана. Со едно такво ревитализирање и со, еве, предлагам
да се размислува во иднина Шипковица поново да биде општина, да се намали притисокот на Тетово. Во тој поглед, еве како континуитет, сум за тоа да повторно се оформи општината Джепшиште, која што е индустријски развиена, која што беше најуспешна општина во тој период во Република Македонија, и зашто да не се оформи општина Мала и Голема Решица, и со тоа веќе Тетово ќе биде ослободено, нели, од она што значи еден огромен притисок на градот, на администрацијата, а сето тоа создава и проблеми и во сообраќајот, и во загадувањето, и во она што значи непланско градење, еден див урбанизам со едни огромни објекти, монструми ќе ги речам, монструми, кои што не се соодветни на просторот на кој што се лоцирани, а воопште не размислувано за инфраструктура, за да можат тие стамбени и деловни простори да бидат во функција, не е проширена водоводна мрежа, канализација, инфраструктура, паркинзи и слично. Така да сите овие работи, еве вака нека бидат, сигурно и градоначелничката размислува за ова, но нека бидат едно охрабрување, еден поттик дека во таа насока мора да се работи поангажирано. Дел од членовите на БЕСА, меѓу кои пратеникот Неџбедин Каримани, се обидува да ја узурпираат БЕСА, одржувајќи седница во Скопје каде се донесува нелегитимни одлуки. Обвини огранокот на БЕСА од Тетово. Оттаму повикаа на единство и одговорност за тие кои, како што рекоа, направиле раскол во партијата. Апелираме до неодговорните луѓе кои се обидуваат на незаконски начин да и наштетат и да го узурпираат движењето БЕСА и да го збунуваат јавноста, што побргу да се повлечат од ова ѓаволска игра која го прават, или на друг начин, на само што ќе се соочат со револтот на гласачите на движењето БЕСА. Членовите на Централниот одбор што одржа неформален состанок во Скопје беа фино поканети да учествуваат во состанокот на Централниот совет на движењето БЕСА во Тетово, и последните информации ни беа дека тие ќе доаѓаат. Но во последните моменти слушнавме и добивме информација дека тие одржуваат некој неформален состанок во Скопје. Овој Божич ни донесе вистинска пролет со многу високи температури на воздухот, кои беа дури за 10 степени повисоки од нормалните за овој дел од годината, па имавме сончево и многу топло време. Утринската температура се движеше од -3 до 2, а дневните од 5 до 13 степени Целзиусови. Утре ќе имаме стабилно и суво време со појава на умерена до значителна облачност и претежно слаб јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од -3 до 1, а дневните од 4 до 10 степени Целзиусови.